Blaže Koneski. Иде време кога дрвото му се одмаздува на човека. За сите засеци, за сите уботи, за сите навреди, за сите кастрења, за секој непромислен збор, за отсуство на благодарност спрема сенката и плодот. Тоа не може да те начека. Тоа не може да ти се испречи на патот како наследник. Тоа со своите вечерни сенки може да влезе само во твојот сон. И така влегува во сонот, како раскон човек. И со студенило пушта корени во твоите жили. И страшна е во сонот играта на тие сенки, во крвта таа студ. Тоа урочува, тоа фрла клетва. Чувај се, насилниче, од силата на врзан човек. Благодарам. Господин Костадин Костадинов, почитувани советници при Советот на општина Струмица, Ваше високо преосвештенство, епископ Јаков, почитувана господја Љубица Спасова, пратеник во Македонскиот парламент, почитуван господин Људмил Спасов, универзитетски професор и досегашен председател на Советот за македонски јазик при владата на Република Северна Македонија, воедно и рецензент на зборникот на научни трудови Уште едно навраќање кон Конески, почитуван професор доктор Димитар Пандев, универзитетски професор и рецензент на зборникот, почитувани приредувачи професор доктор Вера Стојчевска-Антич и господин Свето Стаменов, почитуван господин Атанас Конески, секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, почитувана господја Јелисавета Костадинова, директор на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје, ви посакуваме топло добре дојде во Струмица во оваа студена декемвриска ноќ. Голема е честа за Струмица и за нас како струмичани да бидеме домаќини на последниот завршен настан за 2021 година, која беше прогласена за година на Блаже Конески. Јубилеј што беше дел од календарот на големи настани на УНЕСКО. Поводот за вечерашниот настан е промоцијата на зборникот на научни трудови насловен Уште едно навраќање кон Конески на приредувачите професор доктор Вера Стојчевска-Антич и господин Свето Стаменов. Подржан, се разбира, од општина Струмица, а најавен уште во месец јули, кога во амфитеатарот во градскиот парк се случи настанот Зборот на Конески, мултимедијален настан во организација на Сдруженијето Иван Василевски, а во рамки на програмата Струмица град на култура за 2021 година. Би сакала да го поканам градоначалникот на општина Струмица, господин Костадин Костадинов, да земе збор. Градоначалниче, поведете. Ваше Преосвештенство, почитуван викарен епископ Столески господин Јаков, господин Људмил Спасов, досегашен председател на Советот за македонски јазик, се извинувам, при владата на Република Северна Македонија, почитуван професор доктор Димитар Пандев, универзитетски професор, почитувани приредувачи професор доктор Вера Стојчевска-Антик и Свето Стаменов, почитувана госпоѓа Јелисавета Костадинова, директор на Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, почитуван господине Атанас Конески, секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово,
Драги почитувачи на ликот и делото на Блаже Конески, почитувани дами и господа. 7 дена неделат од новата година и исто толку од збогувањето со оваа 2020. Која беше прогласена за година на Блаже Конески. По повод 100 годишнината од неговото раѓање. Не сакам да верувам дека следната нема да биде година на Конески. Не сакам ниту да помислам дека ќе чекаме уште 50 или 100 години. Повторно на ваков или на сличен начин да одбележиме јубилејна година од неговото раѓање. Ако Конески напише дека јазикот е нашата татковина, а добро знаеме што сторил тој за македонскиот јазик, тогаш можеме да заклучиме дека Блаже Конески е нашата татковина. Дека сите ние сме Блаже Конески. Па затоа нашиот пат кон иднината на биднината треба да го изодиме рака под рака со Конески и со неговата грандиозна постава. Токму затоа и следната година и таа после неа и сите што следуваат треба и мора да бидат години на Конески. А со тоа и наши години во кои ќе бидеме своји на своето. На тој начин не ќе мора само да се навраќаме кон Конески, туку да бидеме секогаш со него. Денес општина Струмица е исклучително горда што го потвржа печатењето на зборникот на научни трудови, уште едно навраќање кон Конески, зборник во кој на 500 страници се поместени 44 труда на професори и научници од земјата и надвор од него. А меѓу нив се и автори од Струмица. Зборникот и неговата вечерашна промоција се дел од програмата Струмица, град на културата за 2021 година и представуваат длабок отпечаток во македонската книжевна и културна историја. Со овој настан се заокружуваат сите предвидени манифестации во земјава со кои се одбележува годината на Блаже Конески. А јас сакам да верувам во вистинитоста на поговорката дека крајот го краси делото. Ова е несомнено највредниот влог што можеше да го направи општина Струмица во оддолжувањето кон Конески. Сакам искрено и од срце да им честитам на природувачите на зборникот, професор доктор Вера Стојчевска-Антик и Свето Стаменов за вложениот труд, на рецензентите професор доктор Људмил Спасов и професор доктор Димитар Пандев за своето стручно присуство во улога на промотори, на сите застапени автори во зборникот и на организаторите на оваа промоција од Друштвото за наука, литература, култура и уметност Иван Василевски од Струмица. Нека ни е за векутума века негувањето на ликот и делото на Блаже Конески. Благодариме на градоначалникот на општина Струмица. Сега го поканувам господинот Људмил Спасов, универзитетски професор и еден од рецензентите на зборникот за земен збор. Господине Спасов, повелете. Благодаря. Овој сегашен зборник, најнапред да поздравам почитувани домаќини и практички домаќини на градот на културата за 2021 година. И истовремено сакам да ми дозволите да искористам можноста за сите оние што го слават или Божиш по Григоријанскиот календар, да им честитам патник. Овој сегашен зборник на трудови посветен на Блаже Конески содржи 42 текста, претходно објавувани на разни места, книги, зборници, списани и слично, од наши познати интелектуалци, научници, писатели, новинари и други, посветени на Блаже Конески по повод годината на Конески 2021. Ова е втор зборник од овој вид. Првиот беше промовиран во мај оваа година и издаден од страна на општината Куманово.
Неговиот наслов е навраќање кон Конески и затоа не случајно насловот на сегашниот зборник е уште едно навраќање кон Конески. Причините за објавување на овие два зборника не е само јубилеот на нашиот Блаже Конески, 100 години од неговото раѓање, туку таа е повеќе значна да се афирмира делото на Конески, да се покаже како оние што пишувале за Конески го восприемаат неговото дело, да се покаже тематската разновидност и сето богатство на делото на Конески. Да се покаже дека делото на Конески е еден од основните столбови на современата македонска култура. Овој зборник има уште една важна задача, да ги подучува помладите за Конески и да ги воспитува на родолюбие, за да ја ценат и да ја сакат македонската култура. Затоа многу треба да го цениме потватот на општината Стумица и на нејзиниот градоначалник Константин Костадинов за ова издание да ја догледа светлината на денот. Сето ова е уште позначајно, бидејќи Стумица е градот на културата на Република Северна Македонија за оваа 2021 година. Сакам да истакнам дека присуството на автори во овој зборник од различни генерации ја збогатува неговата тематска разновидност. Имено, секоја генерација преку својот поглед на светот го толкува делото на Блаже Конески на свој начин, но исто така сите генерации со своето писмо покажуваат дека делото на Коневски е сеопфатно и дека ќе е дел од вечноста на културата на македонците. Тематски прилозите може да се подредат на следниот начин. Прво, општи теми или теми што задираат во мета прашања, тоа се Свето Стаменов, Атанас Вангелов, Синтеза на македонскиот дух, Андреј Стојковски, Бескрајноста на едно течење, Ана Витанова Вингачева, За недостигот и недостижното, Трајан Гоцевски, Блаже Конески до македонците. Теми посветени на поетското творештво на Конески, тоа се Димитар Пандев, говорењето своја песна како чин на комуникација, Венко Андоновски, Зошто најубавите песни на Конески се долги, Сузана Мицева, Сезона на песната, времето во поезијата на Блаже Конески, Лидија Тантуровска, песната Караорман од Блаже Конески, Веле Смилевски, Послание за животот и поезијата. Трето, културолошкиот диалог како тема. Тоа се Владимир Мартиновски, диалогот на Блаже Конески со средновековниот фрескопис, Јасмина Мојсиева Гушева, за некои допирни точки во поетиките на Андечи Конески, Пепи Станков, Молитвите на Блаже Конески, Весна Мојсова Чепишевска, архитектуалноста и интертекстуалноста во диалогот на Патени Зогарски, Блаже Конески и руската литературно-јазична научна културна мисла. Људмил Спасов, Блаже Конески за ликот на Свети Климент Охридски, Тихите кандила, Људмил Спасов улогата на фреската Седмочисленици во афирмирањето на култот Свети Кирил и Методи во Југоисточна Европа, Иван Котев во Светот на цветот, Васил Тоциновски песните со посвети од Блаже Конески. Четврто, разговори со Конески и со Конески очи во очи. Тоа се Љубен Конески, последната сведба 1993 година, Атанас Конески, анекдотите од и за Блаже Конески, Цане Андреевски, разговори со Конески 11-то поглавје. Пето, Конески литературната наука, тоа се Ана Мартиновска, Конески како собирач и публикувач на народното творештво, на Мита Субиото, Краљевич Марко, македонски поезии, од епскага јунака до лирскага субјекта, Стеван Варковски, науката и поетската еволуција на Конески, Радомир Ивановиќ, од теории спонтаности и сложено едноставности лирских минијатура Блажа Конески, Раде Силјан, Блаже Конески, нашата поетска школа, Иван Доровски, Блаже Конески и Јозеф Добровски, Алла Шешкен, Блаже Конески, диалоги с руској и класикој, Марија Пандева, информативноста во прозата на Блаже Конески, наспроти неговата поезија, Жарко Курунџиски, Блаже Конески како текстовен преведувач и заведувач, шесто, Конески и филологијата и лингвистиката, тоа се Емилија Царенковска, Блаже Конески за Добромировото евангелие, Искра Пановска Димкова, фонетско-фонолошки изразни средства за поезијата на Блаже Конески, Лилјана Макариовска, историјата на македонскиот јазик во научниот опус на Блаже Конески, Бобан Караперовски, Марија Пандева, директното кажување со минато неопределено време без материјали од творештвото на Блаже Конески. Седмо, Блаже Конески како личност, тоа се Људмил Спасов,
беседа за Блаже Коневски во 21 век, Владо Јошевиќ, исправен пред походот на злото, Вера Стојчевска Антич, секогаш со самоосознаен одговор, Марина Мијаковска, фондот на НУП, доказ за сестраната личност на Блаже Коневски, Милчо Јовановски, зошто го сакам Коневски, Славчо Ковиловски, запис за Блаже Коневски, Ољка Панкиња, Блаже Коневски, Димитар Пандев, Марија Пандева, навраќање кон Коневски. Осмо, Блаже Коневски и националното, тоа се Марија Иванова, јазикот е нашата единствена и неподелена татковина, Марија Брнтерска, Блаже Коневски за националното преживување. Јас изделив 8 области, што ги чувте, на кои се посветени прилозите во овој зборник, се разбира дека можна и поинаква форма. Следат неколку реченици за Блаже Коневски и неговото дело, односно, како јас, како рецензент на овој зборник, го доживеав Коневски. Кога започнав со студирањето, совладувајќи различни предмети од областа, истовремено започнав од збор до збор што се вели да ги исчитувам неговите книжевни и јазични стилски анализи, како и неговите научни трудови од потесната област. Особено внимание ми оставија неговите стилски и јазични анализи на македонските текстови од 19 век. За разлика од анализите на други автори, домашни и странски, неговите се многу повеќе привлечни и подобри, зашто знае да каже многу работи, но и да ги објасни нештата во контекст. Така што тоа што другите не умееја да го направат. Указателни се примерите за анализата на епитафа Кирил Печиновиќ, анализата на песната Трга за југ на Константин Миладенов, песната Ленка на Кочорацин и други. Ненадмината е неговата студија за фреската Седмочисленици, фреската создадена во Москополе, Албанија и подосна расширена низ целиот Западен Балкан, во која се велича култот на светите браќа Кирил и Методи и на нивните пет ученици, при што централна фигура е домашниот светец Свети Климент. Блаже Коневски во една пригода има нагласено дека во македонската куќа кандилцето гори за Свети Климент. Дојде времето кога јас како докториран асистент требаше да станам доцент преку конкурс што требаше да го распише факултетот. Ме викна во Ману, во неговата канцеларија, таму беше присутен и академик Божидар Видоевски, исто така мој професор по диалектологија, а таму бараше согласно со мене да ги прифатам во иднина неговите предмети од областта на историјата на македонскиот јазик, затоа што во тоа време веќе беше повлечен од редовната настава на факултетот. Се разбира дека се согласив, иако имав трема од прифатените обврски. Од него научив многу работи. Научив како се предава со жар и сугестибилност. Научив да читам стари текстови, особено текстови од 19 век. Научив таквите текстови да ги толкувам. Всушност, научив село. Затоа, се внесов со срце и душа да ја обновиме неговата родна куќа во село Небрегово Долнени и да ја направиме негов спомен дом музеј. На крајот, ќе се повикам на една мислена сока за појасно да ја објаснам целта на овој зборник. Има само едно добро, знаењето, и само едно зло е знаењето. И сосема на крај. Првиот текст на овој зборник е едно интервју со професорот Атанас Вангелов, добитник на наградата 11 октомври за 2021 година. Непосредно потоа, Атанас Вангелов почина. На свој начин, тој му се придружи на Коневски во вечноста. Затоа, слава им. Благодарам. Благодариме на професорот Људмил Спасов. Македонската наука навистина има потреба од вакви сериозни изданија, кои на најубав начин говорат за многозначноста и полифоничноста на делото на македонскиот исполин, кој допосна секаде каде што силниот македонски збор уштил свој корен. Неговото поетско, прозно и научно дело се предмет на нови препрочитувања, анализи и нови откривања, што само по себе говори за трајните вредности што ги поседува. Коневски се вгради во духовниот обстанок на својот народ, а нам ни остави аманет како да се одбраниме од загрозата што се надвиснува над нашиот јазик и култура. Тој наш одвет зависи од нашата зрелост, но и подготвеност да се соочиме со сите налети на негирања и порекнувања, што сме ги доживувале и се уште ги доживуваме. Книжевно-јазичните доминанти на Коневски се нашиот микрокосмос,
доволно голем за да не собере и чува. Му давам збор на професорот Димитар Пандев, рецензент на зборникот. Професоре, повелете. Почитувани присутни, почитувани значајни што има на македонскиот општествен, културен, црковен, политички, просветен живот, почитуван градоначалник на општина Струница, најзаслужен за ово издание. Сакам да истакнам дека денес пред нас имаме едно мощно значајно издание од 500 страници. И сакам да истакнам дека едно творештво се надраснало себе си, кога толкувањата за него повеќекратно ќе го надминат обемот на неговиот образ. Ние денес, сите присутни овде, со сите застапени во овој зборник, можеме слободно да истакнеме дека ние го надминавме обемот на творештвото на Конески, толкувајќи го. Тоа што ни се случува денес, сега токму со творештвото на Конески, за чии што први книги, ја сепак ќе кажам, од песни, па се до Црновен, малкумина има можност и повтеж да се искажат или се решаваат да пишуваат за него, не само за неговото поетско и прозно творештво, туку и за сето она што тој го создал во својот живот. Ние имавме можност и доблест, потем Конески сето тоа да го напишеме, бидејќи Конески сепак беше една величина пред која што секој збор замираше, а зборовите на Конески беа и наши зборови. И сега ние можеме слободно да кажеме дека пред нас имаме зборник во кој што ние го искажуваме сето она што Конески го тајал во себе си. Го тајал во себе си, во сета своја душевност и во сета своја хиерархија, што самиот си ја воспоставил, би рекле, од граматиката, што самиот ја составил врз основа на неговото друштво, неговите први другари од друштвото на писателите на Македонија. Имам предвид тука Радослав Петковски, кој имам предвид тука, меѓу другото и Димитар Митрев, Ацо Шопов, Славко Јанески. Блаже Конески беше првиот кој што ги извади првите значајни мисли на Славко Јанески во неговите село за седумте јасени. И ние сега овдека имаме една сублимирана представа за Блаже Конески, која што на известен начин можеме да ја представиме. Најпрво јас би почнал од овој мощен, импресивен текст на градоначалникот Костадин Костадинов. Бидејќи тој тргнува од оние мощне, импресивни теории во лингвистиката за односот меѓу поединецот и народот, темата на Хумболт, но и односот на малиот човек и големото епохално дело, темата на Чехов. Но токму во говорот на Костадин Костадинов тоа овдека е мощне, успешно представено. Јас му честитам сега на присутниот Костадин Костадинов, што токму тој во својот говор тоа мощне, сублимативно ни го представи. И сакам да истакнам дека токму во оваа книга имаме ние представено сите оние тези што Блаже Конески нам сакал да ги остави, завршувајќи ја својата клучна теорија во теоријата за стилските синтези, токму во теоријата на вклопување на функционалните стилови во една синтеза. Сакам да истакнам дека во овој зборник имаме клучни статии од областа на историјата на македонскиот јазик. Јас овдека ќе ја нагласам мојата драга професорка и колешка Емилија Црненковска, покрај неј
Макариловска, кој што јасно истакна дека еден од клучните текстови на Блаже Конески е токму Евангелието на поп Марко, каде што на поп Јован, каде што првенствено се истакнува таа македонска обсесија дека философката он преминува во А, дека Ромка дава рака. И ние тука сме првенствено македонци и тоа никој не може да ни го оспори во историјата, ако тоа еден наш поп во 13 век, поп Јован, тоа ни го представи. И тука е таа сета наша културологија и интеркултурологија што овдека нам ни ја дава и Ала Шешкен и Весна Мојсова, како и сета онаа стилистика што Блаже Конески толку сакаше да ни ја представи преку фоностилистиката, преку фономорфологијата, преку оние текстови што овдека нам не ги представила Искра Бановска, Лидија Тантуровска, да не го забравиме нашиот млад студент, што се уште не ја одбранил својата дипломска тема, Пепе Станков, но кој што е одличен познавач на делото на Блаже Конески. Сакам да истакнам, ние имаме студенти кои што се толку занесени, да не речам љубени во делото на Блаже Конески, бидејќи толку се обсесивно приврзани со неговото дело, што тоа се и нивни дипломски работи. Пепе Станков работи на молитвите на Блаже Конески, а тоа е една прекрасна тема, не толку црковна, колку што е книжевна. Сакам да истакнам дека историјата на славистиката веќе е неодмирлива без делото на Блаже Конески. Тоа нам овдека ни го промовира Иван Доровски, кој што ни ги дава основните тези на славистиката од времето на Добровски, од кои што Блаже Конески никогаш не се откажал, но се откажале нашите соседи, бидејќи не им конвенирал Јозеф Добровски, но Блаже Конески ја следи таа линија на сите оние врвни имиња на славистиката, од Иван Доровски и секако до Блаже Конески. Блаже Конески цел ги се посвети на поетиката. Ние овдека ги дадовме нашите прилози во името на таа поетика. Тука е Денко Антоновски, тука е Радомир Иванович, тука е Намита Собиото, кои што на известен начин во голема мера се вложија да ја толкуваат таа поетика на Конески. Конески никогаш не се откажа од публицистиката. Конески беше присутен во сиот македонски публицистички живот, од времето на Нова Македонија, до Радио Скопје, до телевизија Скопје, до македонската радио и телевизија. Овдека ние ги имаме тие прилози. Јас особено овдека сакам да го нагласам не толку прилогот на Цане Андреевски, со кој што Блаже Конески беше во мощна блиска врска, но сакам да го истакнам нашиот млад Милчо Јовановски, кој што нам овдека ни дава еден прецизен текст зошто го сакам Конески. Не зошто Милчо го сака Конески, туку зошто македонските слависти го сакаат Конески. И токму Милчо Јовановски преку семинарот за македонски јазик, литература и култура нам ни ги дава сите тие љубеници во Конески, јас би рекол сиот овој свет, поклоници на Конески од Москва до Харвард и сите тие универзитети Париз, каде што името на Конески нешто значи. Она што Конески нам не го завети, тоа е неговата граматика. Но тешко е да се тргне по патот на Конески во таа негова граматика. Конески тргна во својата граматика од своите приврзаници Радослав Петковски, Славко Јанески, но овдека ние ги имаме и прилозите како Конески ја состави својата граматика. И токму преку прилозите од младите македонисти, да не ги споменувам по име, бидејќи ми се многу драги, ние имаме една нова граматика на Конески, Конеското јас,
кое што утре треба допрва да го толкуваме. И овдека имаме и таа биографија на Конески, биографизмот на Конески, на кој што ние сепак многу продолжиме. Она што Конески е за нас, тоа е неговата полиграфија, тоа е тоа што тој се вклучи во сите сегменти на македонскиот живот, во историјата на уметноста. И тоа нам го покажуваат со своји текстови и Владимир Мартиновски, и Людмил Спасов. Тоа е тој прилог во фолклористиката, што нам опека ни го дава и Јана Мартиновска, и Иван Котев, и тоа е таа транстотологија, бидејќи Конески не е лесно да се преведува. Конески имаше еден свој јазик, од кој што сите ние сме задоволни, и Конески инсистираше на македонскиот разговорен јазик. Ние денес осмислуваме диалог со Конески непосредно. Ние сите сепак сме вживеени во Конески, бидејќи категоријата вживување беше клучна за делото на Конески. Конески сакаше да се навраќа на своите теми, секогаш им се навраќаше. Прво му се навраќаше на Климент Охридски, потоа на Григор Прличев, никогаш не ги заборави, никогаш не ги остави. Конески никогаш не ја остави македонската публицистика, никогаш не ја остави македонската наука, и ние денес живееме токму со тој Конески и со сите тие негови навраќања што денес многу ни значат. Почитувани присутни, оваа книга уште едно навраќање кон Конески е само уште едно навраќање, а ние уште не сме навраќање на Конески. И честитам и на градоначалникот, и на авторите на оваа книга, и на мојот колега рецензент, што имавме едно вакво навистина сериозно дело, пред кое што стои високиот наслов Струмица, град на културата 21. Им честитам. И се честитам. Песио Брце, Блаже Конески. И ова битка требало да ја водам, да ја бијам со денови, со крвави раце до рамена, со крвави нозе до колена, до премалување. Дури не се испитам сосем, дури не дојдам до крајот, дури не секнам како бунар што секнува во летен пек, за да ја седам последната желба. Само никој да не ја види мојата смрт. Излекувам рано на ова Песио Брце. Гневен на булуци го гонам ѓаволскиот кот. Заминувам лево и удирам десно. И мавам, и гмечам, и сечам, како што сечат честагора кога прават пат. Но навечер кога се враќам постанат, пак се составува се по мене. Како што бил Божен суморал гнасна вода и само се умножило злото како бурја по плевење. И еве пак е ноќ. И пак е ниједна доба. Наслушнувам. Приидува лошотијата, како матна вода што поклопува и ми се чини се пропаѓа в земји. Како никогаш да го немало, како никогаш да не сум направил ништо. Ковајте конја наопаку, клајте барабани на ветар да бијат. Нека ги страши уште мојот признак, да не ја видат мојата смрт. Само никој да не ја види мојата смрт. Да бидам сам со неа, како со невеста во ноќ на затруднување. Благодариме на нашиот Ице Величев, член на Сдруженијето, а воедно и советник во Општина Струмица.
Мислата на Конески постојано се умножува. Таа е некаква форма на прачестица, од која започнува да се гради животот на македонската книжевно-научна идеја. Незиното постоење значи дека простата и строга македонска песна е создателство на некои претходно откриени светови, кои, кога се допираат, прават силна експлозија на мислата. Од таа мисла се раѓаат новите метафори, метонимии, елипси и рефрени со подписот на Конески, а се вградени во нашата обстојба како народ. Водени од идејата за тоа како да му се одолжиме на Конески, приредувачите на зборникот направија навистина голем подвиг. И давам збор на мојата професорка, професор доктор Вера Стојчевска Антич. Професорке. Почитуван градоначалник господин Михајлов, почитувани сите учесници на оваа промоција посветена на Блаже Конески, сакам пред да започнам да се заблагодарам на градоначалникот и на општина Струмица, бидејќи навистина го прифатија овој чин како нешто свое, а јас сум тука толку долго присутна и знам дека во Струмица ваквите културни настани се секогаш добродојдени и секогаш има присутни читатели и слушатели за сите нас. Јас сакам да предочам сега пред оваа струмичка јавност и во овој значаен чин. Вие имате прекрасни млади луѓе кои даваат живот во Струмица. Пред се сакам да ја истакнам значајната улога што ја игра мојата екс-студентка, која ја познавам уште од прва година од незините студии, Ана Рингачева, која толку несебично и сестрано се оддава и пружа рака на секој што е добродојден во Струмица. Јас бев изненадена од незините успеси, да беше таа во Скопје, зашто јас многу жалев што не остана во Скопје, таа остана во Струмица. Но незиниот успех е неподелен, бидејќи таа успеа и повеќе отколку да беше во Скопје. Тоа е голем успех и мислам дека и општината и сите жители на Струмица треба да го почитуваат незиното сестрано учество во сите културолошки, историски и значајни настани во Струмица. Исто така сакам да кажам дека имам прекрасни екс-студенти во Струмица, како и во Битола, со кои имам редовни комуникации, особено со моите екс-студенти од Струмица, со кои навистина имам комуникација кои не радуваат и двете страни, како например со Иван Котев, со Сузана Мицевска, со Ице Беличев, со Ѓорги Калајджиев, со Киро Донев и со многу други, да не ги набројувам, и ме радува што Струмица ја водат толку живо, толку полно, толку коренито со сите своји идеи, па еве не денес со сите нив и тука. И сакам да нагласам дека посебно инсистирав во зборникот да земат учество токму струмички учесници, бидејќи навистина изобилуваат со текстови, со искази, со зборовен речник кој што заслужува нивното внимание и сите нив ќе ги видите навистина насликани во зборникот, особено пак со Ана Рингачева, која веќе со неколку текстови се јавува постојано и неуморно. Сакам да нагласам како приредувач на зборникот, посебно место во зборникот му дадовме и тоа прво место на Атанас Вангелов. Научник кој што обелодени 3 прекрасни книги посветени на Блаже Конески и за жал не го доживеа и не ја доживеа и промоцијата на овој зборник, нему му дадовме прво место во авторство на Свето Стаменов, а потоа и на еден наш извонреден студент кој што напиша извонреден приказ на делото на Атанас Вангелов, а тоа е Андреј Стојановски. Во зборникот земени се предвид истражувачи кои долгорочно се занимавале со делото на Блаже Коневски
и од кои може да се црпи постојано изворно богатство. Меѓутоа, како што нагласив, инсистирав да земат учество и струничките учесници, научници, трудбеници, и тоа се случи, а исто така и луѓе кои што многу прилежно самите од себе, не водени од никого, издвоиле време и можност да создават текстови кои што го обогатуваат зборникот. Јас посебно се занимавам со делото на мојот омилен професор, за кого јас сум напишала веќе и 3-та книга, но сега најновата ми е на која работа, која не е уште издадена, посебно сакам да дадам осврт за значењето на Блаже Коневски во детските години во Небрегово. Тоа е нешто неверојатно како едно дете кое растело со сите селски деца во Небрегово подеднакво и неспоредливо еднакво, во своето творештво целото Небрегово му е постојано присутно и со народната традиција длабоко вкоренета во тоа село, во неговите баба, дедо, постари, соселани и така натака, и сето тоа го преточува во едно богатство, отворештво кое ето станува достоинство во целиот свет. Јас имам една посебна студија за дострелот на Блаже Коневски во светот. Тоа е неспорно колку може да се пишува и што се доживува. Јас сум присуствувала на 3-4 собири светски, во кои доаѓа до израз делото на Блаже Коневски. Сум била просто фрапирана од важноста што му ја даваат странските слависти и научници на Блаже Коневски и пред да почне Блаже Коневски, а особено по неговата смрт. Јас се потрудив, еве сакам да оставам овде во Струмица и некои мои последни собрани, јас имам многу собрани материјали, што се последните искажувања на важните проучувачи на делото на Блаже Коневски, но јас еве тука сум удвоила уште нови, кои што ми се многу значајни во мојата нова студија која ќе му е посветам на Блаже Коневски, а кои искажувања сакам да ги оставам и тука во Струмица, кај Јана и за некаква употреба ако некој има потреба. Атанас Вангелов, меѓу последните своји искажувања за Блаже, рекол: "Скапосен пријател за секого од нас." Ова посебно ме привлече, зашто и тие можеби што не толку го почитувале или го почитуваат Блаже Коневски, Атанас кажува дека за секого е пријател, дури некој да не е свесен колку бил пријател на секој од нас. Зошто? Зашто мислите, текстовите што ги пишува и им одговара на сите напаѓачи за македонскиот јазик, тука е незаменлив и весен. Гане Тодоровски, необичен во својата обичност, скромен и прескромен, грлез во смејата, а ги поедноставува и најсложените нешта. Ова последното, дека ги поедноставува и најсложените нешта. Тој не ги поедноставува, туку ги решава. Затоа е тој надмирлив во себе. Славко Јаневски, Блаже Коневски никогаш нема да си отиде. Тој даде на нашата земја многу повеќе од сите влюбени во својата земја, што е и вистина. Збигнев Голуб, еден од најголемите светски слависти и влюбеници во Блаже Коневски, со кого на семинарите со цели часови и денови разговаравме за Блаже и од кого многу јас научи. Една моја забелешка или запис од тие разговори е и следнава, што е многу битна и важна. Коневски го предвидел целиот историјат на својата земја. И не само во себе го предвидел и видел, туку и предвремено го запишал, испеан, раскажан. Тоа го потврдува неговото мисловно дело. Сакам да ви нагласам дека, како што реков, со професорот Збигнев Голуб, кој редовно доаѓаше на нашите семинари во Охрид, најдолго време му посветувавме на Блаже Коневски и сваќав дека тој толку суштински навлегува и еден ден ми рече: "Вера, јас кога ќе дојдам до година на семинарот, ќе напишам есеј над есеите за Блаже Коневски."
Значи, ќе напише нешто што не е кажано, не е речено или е толку длабоко смислено. До година дојде Збигнев и јас љубопитно го чекав со есе, но тој ми рече: Вера, цела година работев, измислував, размислував, не го довршив есејот, но ќе го довршам и прво тебе ќе ти го пратам. По 2-3 месеци дојде веста за неговата смрт. Есејот остана ненапишан. Но и ова кратко нешто што го запишав, замислите еден американски професор што сватил и што открил преку делото на Блаже Конески. Хорас Ланд, еминентниот лингвист од Харвард, во 2005 година по трет пат се сретнавме во Чикаго, во Колумбус. Разговаравме долго пак за што, ако не, за македонскиот јазик и за Блаже Конески. Човекот кој што во 1952 година на англиски јазик во Харвард ја издаде граматиката на Блаже Конески, после долги разговори и вакви размисли како крај што ќе кажеме за Блаже, тој ми рече: Вера, знаете што? Блаже Конески е македонскиот јазик. Јас малку се зачудив од необичноста, од едноставноста на искажаната реченица, но ми стана јасно што за Хорас Ланд значеше Блаже Конески. Ѓорги Зимбаков во зборникот посветен на Блаже Конески напишал како заклучок колку е добар, голем, коренит, добар е како мајка. Мисла навистина изречена од срцето. А декларацијата од фондот во Небрегово ме воодушевува. Наддржавен авторитет. Книгата на Ѓорги Старделов, најновата посветена на Блаже Конески, е извонредно дело, ви препорачувам, немојте да ја пропуштите. Јас, после сите тие прашања, си го поставувам прашањето: што ќе беше ако не се родеше Блаже? Или не се појавеше Блаже Конески? На државната телевизија се појави еден колаж во чест на Блаже Конески во декември оваа година. На една промоција Блаже Конески одговара на прашање од присутните слушатели. Прашање: што се случува со зборовите употребени во обичниот говор или текст, а истите употребени во поезијата? Одговорот: ако соберете обични камења во еден куп, тие ќе бидат куп камења. Ако од нив изделите некој од нив, правејќи статуа или каква и да било друга фигура, во вториот случај, тие доловува привлечна суштина, дури уметничка слика. Така, зборот од песната на Конески, зборот, го направи извонредното мое спојување со Конески, со Виктор Фридман, со Збигнев Голом, Франтишек Вацлав Мареш и Јиржи Весели и ред други слависти. Благодариме на професорката Вера Стојчевска-Антич. Ова се всушност моите професори, од кои јас сум учела, а тие биле ученици на Блаже Конески. Доволно е толку да се каже. Сега го повикувам господинот Свето Стаменов, долгогодишен новинар и публицист, неуморен работник, човек посветен на разоткривањата на вистините за македонскиот јазик. Господине Стаменов, повелете. Благодарам. Почитувам градоначалник, ваше високопревосвещенство, драги пријатели, ваши колегисти. Имам изводена чест и задоволство што еве со оваа промоција на зборник што подготвиме заедно со професорката Вера Стојчевска-Антич, уште една враќање кон Конески, се закружува годината во чест на Конески и токму во Струмица. Се закружува и мислите дека е една од последните манифестации на манифестацијата Струмица град на културата 2021. Сето тоа благодарение на Општина Струмица, на господинот градоначалник, што ја прифати нашата идеја, што е овој зборник во чест на Конески беше да огледа светлината. Ова е втор зборник.
Првиот зборник што го подготвивме беше навраќање кон Конески, значи го немаше уште. Благодарение на Општина Куманово, тој зборник до Општина Куманово да беше годишнината во мај месец. Подрагењето на Конески. Овие два зборника на околу 1000 страници со 70 на автори, со околу 80-90 текста, всушност го представуваат Конески од сите аспекти. Јас Конески, за жал, од присутните професори, више не го знаем. Студирав во Белград, политикологија. Не може да зборам за Конески кој човек, по личност, зборам објективно. Значи, јас Конески го научив преку подготвувањето на зборници. И само може да кажем на народот. Конески за Македонија значи се. Неговото грандиозно дело е всушност Македонија. И може да кажем на крајот, пошто ние новинарите прашуваме, а не збориме, само да кажем на народот. Овие два зборници, и првиот и вториот, се недобиот одговор на сите напаѓања и негирања на нашиот македонски јазик, на нашата македонска нација, македонска култура, македонска историја на Македонија. Благодарам. Господинот Стаменов, како што напоменав и на самиот почеток, особено ни е чест што вечерва со нас е и господинот Атанас Конески, секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово. Ве поканувам, господине Конески, да земете збор. Црква. Нека е проклет часот кога ми кажаа дека се урива црквата во Небрегово. Илјади тажачки како да почнаа да се гласат и да тажат во мене тогаш како темно подземје да излегува. На самото мое детство, значи, последните жилки му се ништат и еве се копачи и мојот најдлабок корен. А какото сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум молен. И не таа мала црква со наивно насликан пекол, со ѓаволи што го погледат ваганот на бајачката, ами самата моја снага се рони. И рекол, за да отекнува во урнатините плачка. И моите први години на учениче, на 6 лета, и мојата прва Света Сава во дворот на таа иста црква, чие клепало толку чисто, уште во споменот одзвонува. Кога во него некој замислен мава и тие бојадисани шекерчиња, во табли и јатови врз нашите гробови, што селото на своите дечиња им ги дава, сето тоа одеднаш во пустелија потонува. Дури и птиците што кружеле на таа црква, чавките и гавраните во мојот спомен, дури и тие сега кога црквата се урива, станале како опична украса спрема небото, дел од неподвижна гравура и нивниот полет е ограничен и слабен. Се урива црквата во Небрегово, малата црква што некогаш дрзок селски дух ја правел. А јас ништо не можам да сторам, иако тоа седело излегов. И јас сум уште еден стром Авел. Се урива мојата заветна црква, еј луѓе, се рушат моите гробови. Залудно да викам за помош, кога туѓото е туѓо и никого не може да го боли што јас ликам од самите бели дробови. Но сепак, јас кревам клетва на часот што ми јави дека се урива црквата во Небрегово. Штура е на тој час поварената жетва и грозно значењето негово.
Крај таа црквичка, на Банјак и Василица, при снег и мраз се палеа огнjoви, на коледарите и василичарите, а јас на раменјата од татко ми качен, со очи оджагорени во мракот, играта на сенките на пламењата ја пластев, во себе, во самата душа. Пласт, по пласт. Крај таа црквичка на летни празници, на сред село, на ледината ќе изнаседнеа стареите, а пред нив се зафаќаше оро и надпревари, фрлање камени и скокање. И крај им немаше на песните и смеите. Крај таа црквичка се раѓаше нашата вера во иднината, нашата надеж во великието и во силата на вистината. Околу неа чудни имиња, Пеливар, Поила, Орниче и еднаш, за секогаш, запаметена на тоа Орниче, во гробиштата, во утро есенско, Круша Корничка. И еве, сега станува пепел, темелот што ми крепел. И еве станува пуздер и плева нашиот уџум, врскот врева. И еве сега се руши храмот во нашите души. И сега сам, истрадан со таа мала црква, и јас се уривам, лит и јаден. Глувото клепало гласи, нема што да те спаси. И по закони груби цел, еден живот се губи. Мала, напуштена црква, би те закрепил да можев дури со двете раменја. Но слаби се тие столбови, не држат. Ами лево и десно од самата моја снага се ронат твоите свети камени. Благодарам.